Моето пътешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во етнографско-историската област, разпослана во Западна Македонија, северно од Охридската котлина и југозападниот дел на Кичевијата, поточно речено југозападно од областа Копачија, која представува јасно обликувана природна целина, обколена од сите страни со високи планини, на запад со планинските горостаси Стогово и Караорбан, кои ја одделуваат од областите Стручка, Малесија, Дринкол и Деварска жупа, на исток со планините Слава и Планина, Илинска и Плакенска, која ја одделуваат од областа Демихисар, додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Стручката котлина Славна Дебарца, во селото Злести, едно од 24 села, разпослано во Долна Дебарца, сместено на планинскиот масив Купрница, затворено од источната и југоисточната страна со ридот Јанчица, ширејќи се спрема северозапад во правец на Злестовското поле на 25 километри северно од Охрид, неполни 4 километри источно од западната магистрала Охрид-Кичево-Скопје. Овој пат решив да прошетам низ ова населено место, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во ова село, за чија населба устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно кажано од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секое парче камен, секоја капка вода на вистина е историја за оваа многовековна населба. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Ова село од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи, на целиот свој атар, од сите типолошки варијанти, од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Наминав во ова село мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да се обидам да ви пренесам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Злести, низ времето надополнето со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло до ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Наминав и во ова село да го видам селото поотблизу, да се видам со мештаните, да си направам лав моабет по старински обичај, да си ја отворат душата мештаните од ова село, да ми раскажат дел од животот некогашен на ова убаво село во Долна Дебарца. Во селото Злести дојдов на сам ден на манастирската слава Пресвета Богородица.
прв поглед Звезди не ми изгледаше заборавено село. Меѓу новоизградените во градски стил куќи срамежливо джрикаа неколку постари кои како да сакаат да ме потсетат дека иако овдека одамна навлегол градскиот начин на живење, сепак во Звезди не е замрена селската идила. Се целото беше празно, никој не пречека. Го немаше она вообичаено селско народно празнување. Каде се луѓево, нели е празник денеска, си велев во себе. Но додека размислував, за миг мојата мисла ја отргнат еден глас кој доаѓаше од спроти мене, кој ми велеше: добре дојде, каде си што те нема? Долго те чекам да се видиме, ме поздрави мојот стар пријател, деденчијата, Целе Блажевски од селото Белчиште. На самиот почеток на нашето дружење, мојот пријател Целе Блажевски ми напомна да не ме чуди тоа што во селово ја нема вообичаената празнична врева, затоа што денеска е празник на селово, сите се во манастирот, а празникот е голема Богоројца кој што го носи манастирот. Сето село е во манастирот, во Ваково, а слава без гости не ја бива. А ако не се и овие славиве, вака како што не гледаш, не останува ден да се видиме, не оти не сакаме, едно видување е еден век, арно ама пуста старост не наваса, ножете не одат, ми велеше мојот пријател Целе Блажевски. Што туку мојот домаќин Драги Талечки почнал да ми раскажува една од многуте приказни од неговото родно село Звезди, околу нас се собраа и други мештани од ова село, кои налик на она што претходно ми го кажа Целе Блажевски, и тие ми велеа: редно е да си дојдеш и ти дома. Ајде со нас, наши сме, како нашта е сапиме, како домароден да си во селово. Да одиме во манастирот, таму се сите. Попот го чекаме да дојде, сите азги да ги направиме како што било од памтивека, па се до ден денешен, ама се да снимиш, се да бережиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме, и да види цел свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен кај не совде во селово Звезди. Овој бели свет, убаво девојче од Македонче. Нема, неке се роди, убаво девојче од Македонче. Доста се. Кај нас овде во селово Звезди, било за голема Богородица, било за Великден, Илинден, било за крстна куќна слава, без благослов на селскиот поп, без света утринска литургија, без да го освети лепчото, виното, без да ја освети водата, попот ни еден адет, ниту еден обичај, ниту еден празник не се започнува во ова село и секогаш така ќе биде и ќе остане, ми велеа моите домајкини во селово Звезди. Селово Звезди е најјужното село во Дебрца. Долна Дебрца се наоѓа. Негде околу 150 куќи има. Во моментов 170 жители, порано имало и 570, меѓутоа миграцијата си има направено своето. Граничи со соседниве села, од една страна е Ботун, Белчишта,
Лешани, Гурајца и Мешаишта, нашиот синот. Населението порано се занимавало со земјоделие претежно и сточарство. Исто така и е богато со шуми, така да во поранешни времења се правил и јаглен кој се носил на пазарите во Охрид и во Струга за викенџиите. Инаку нашето население пазарело во Охрид, а повеќе и во Струга, како побогат пазар за стока, повеќе се користил Струшкиот пазар. За Охридскиот пазар патовите од цела Дебарца што оделе водат преку нашето село, преку двата ридови што се во нашето село, преку Сировски рид и Косово, Папила Косово се слегувало за Охрид. Лести потекнува од едно блиско локалитет, кој се вика Леска, и нешто е како со Леска, селото било придружен дел на Леска, и из Леска дошло до Злеска, до Злести. Локалитетот Леска е многу стар, го нема во ниеден пописен дефтер. Веројатно се иселили од нека причина, сепак се повлечени дел овде во нашето село, дел во други села во околина. Поделено е на повеќе мала, иначе селото. Имаш мала, овде го викаме, па Горна Мала, па Порека, па Сред село, па Чифлик и неколку други мала. Има ли некои пишени документи за селото? Има првите пишени документи се од турско време, од пописните дефтери 1582 година, кога селово брои 27 куќи и неколку неженици, така се представили семејства и неженици. Се бројот по тоа семејство на селото не може да се баш рачна 27, тоа живееле во поголеми заедници, така да не значи 27 куќи дека ќе се везам 50 или 100 души, биде многу повеќе. Се броело тоа за данок плаќање кое семејство по семејство заради тоа. Иначе има и дел во нашето село, дојдени од блисково село Раштани, кое сега е иселено. Еден дел во Кичевско, еден дел во Злести. После ќе појдеме и таму е манастирот на Пречиста, на Богородица Пречиста, чиј ден денеска се слави. Мојот домаќи Драги Талечки, пред да продолжи со раскажувањето на многуте приказни за неговото родно село, што не му ги раскажувале неговиот дедо и неговата баба, ме замоли да ми ја раскаже приказната што пред 2-3 години ја прочитал од една книга која случајно му се нашла при рака, напишана од еден многу познат учен човек од Македонија, кој пред многу години се иселил во Белград, а бил доктор по некои науки и дека тој исто како и јас ги шетал сите села во Македонија и се викал Јован Трифуновски, а меѓу илјадниците страници напишани во таа книга за сите села во Македонија имало некој збор запишано и за неговото село Злести. Може како не може, му реков, а мојот пријател Драги Талецки вака ја започна неговата приказна. Во книгата што јас ја прочитав, напишана од Јован Трифуновски за моето родно село Злести, пишуваше: Злести се распостила на крајниот јужен дел на Дебарца. Со вода за пиење селото се снабдува од неколку бунари. Злести е село збиен тип. Поедини места во атарот на селово ги носат следните имиња: Бозоец, Петроец, Мечкоец, Длабоки дол, Кошара, Вујкој, Круши, Свињишта, Бигла, Средни дол, Присој, Мирилоец, Варница, Вирој, Вуков дол, Очино кладенец и Преслав, кои се наоѓаат горе во планината, а виканите места Раштани, Големо и Мало Зајачко долче, Дренак, Речиште, Смрдена вода, Калдрма, Крстон и Лозиште се полијански места. Во книгата што ја прочитав, напишана од доктор Јован Трифуновски за моето село Злести, го прочитав и ова, што во продолжение ќе ти го раскажам од оваа репортажа, ми вереше Драги Танески. Во турско време Злести било чифчичко село. Чифлик Сајбија бил некој си Ајредин ага Дебранец. Во Злести изградил голем шарај.
Во 1912 година имотот селаните си го купиле од него. Миленковци, Рампевци, Поповци, Ширговци, Недановци, Степановци, Ѓорчевци, Колевци, Пашовци, Беговци се старински родови. Слава на сите овие родови им е Свети Никола. Родовите Колевци, Ѓорѓевци и Ѓорчевци потекнуваат од тројца браќа, при што основачот на родот Ѓорчевци имал 5 синови. Родовите Рампевци и Поповци потекнуваат од ист предок, а исто така и родовите Ширговци и Беговци потекнуваат од ист предок. Пред да појдеме горе во манастирскиот двор и ние да бидеме дел од празнувањето, се упативме низ селото да прошетаме малку, а јас да ги запознам нив со дел од моите сознанија за нивното село Злести. Првпат селото Злести во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 година па се до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојси и Самуил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел цар Самуил од 979 година до 1014 година и црковните посланија кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, во византиските записи од времето на Јован Скилица, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II Македонецот, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година. Првите податоци за селото Злести се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467-68 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Раштани, во која имало 48 куќи, во кои живееле 35 рисијански фамилии. Во пописниот дефтер од 1568-69 година, кој се однесува за период од 100 години по предходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер селото Злести се споменува како Раштани и припаѓа на Дебарската нахија и имало 36 семејства, 4 женети и 4 вдовици, сите рисјани. Дека селото Злести на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, патриаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев. Во топографскиот етнографскиот преглед на Македонија од Стефан Верковиќ е запишено дека во 1873 година селото имало 80 домаќинства со 225 жители христијани. Според статистиката на Васил Крмчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во Злести живееле 530 жители, сите македонци.
Според секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во 1905 година Злести имало 520 жители. Втората половина на 18 век за Злести е период на обновување на селото испразнето со опустошењето на турскиот башибозук. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако е изградбата на скромното сакрано здание врз претходно разорнатата манастирска црква, раѓање на Пресвета Богородица, која се наоѓа на североисточниот дел од селото. Потребата за организиран црковен живот ги наведува мештаните од селото во 1889 година да ја обноват селската црква Свети Ѓорѓија. Ова село се наоѓа во Слана Дебарца. Слана Дебарца е историја, жива историја на Македонија. Имаме ни устни преданија дека тука некогаш пред 1000 години, така да речам, Свети Климент го направил својот прв манастир, својата прва црква, своето прво епископско селиште. Имаш ли некои така сознанија од што ти пренесувале твоите дедовци, мами, соселани? Имам и сознанија и читано во литературава за овај која Климент го поставиле за епископ во Дрембица. Дрембица е Дебарца сега. Дрембицки и Белички, овде во наши околија бил градот Дебрец и Белиград, два градови стојат. Седиштето му било во Издеглавје, главеница Издеглавје, а првата црква има посветена на Пресвета Богородица во село Раштани некогашно, сега овдека кај нас се само ископините од 9 век. Црквата датирана, науката е датира од 9 век. Не е истражена. По 36 година во Кралска Југославија е малку истражена, до ден денес црквата е под наводници заборавена. Има ли, да речеме, некои така постели артефакти во, така да речем, во тие археолошки остатоци кај што денес се наоѓа црквата Пресвета Богородица од таа стара црква? Има ли некој питос, има ли некој така да речем мермени пишани документи? Има запишувани работи на камен, меѓутоа тие повеќе се со римски бројки и букви записите, што дава индиција дека тоа е ранохристијанска базилика. А и некои делови што се вградувани во таа нова црква од 9 век се од ранохристијанска базилика, керамики има, водопотребна керамика, од питоси, од саркопази, глинени и така натаму, делови вградувани во самиот зид на црквата. Ова сега да ми кажеш, други археолошки локалитети има ли? Други има, прво да речеме да не кажавме дека овде сме во близина на црква Свети Ѓорѓија, која е градена во крај на 19 век на стари темели, на старо свето место. Пред тоа во исто време постоела и црквата Свети Никола, ова е обновената црква. Доскоро беа само темелите и едно мало црквиче, бидејќи црквата е запалена 1903 година на 28 август на Голема Богородица, кога влегли турците во селото и имат во тој ден отепано повеќе од 10 души како цивилно население во селово, запалени се 100 куќи и една црква. А во Илинденското една 20 жртви има дадено селово Злести. Ова пак ќе речам, ќе напомнам дека Слана Дебарца е жива историја. Овде има една песна Гори Балкан. Малце, по кој повод е како народот ја испеал таа песна? Да, песната Гори Балкан е за Дејан Војвода, меѓутоа поводот да се испее песната е една борба што настанала во Арбиново, па привлекла многу учесници од цела Дебарца за да го спасат Дејан Војводава Дејан и од Дебарца, од околниве места, од Куратица, од Кичевско пристигнале четите во Арбиново и ги поразиле турците. Меѓутоа, после неколку дена се вратиле турците и ги затвориле највидните
селани од сите села, 215, и однесле во Дијарбекир. Од ова село 5 се земени, 3 се вратени, 2 се останати по патиштата за Дијарбекир, кои, патем да кажем, 2 ми биде дедовци. Како се викале, и знаеш имината? Да. Стојан Танев Рамбенски и Јон Десковски. Според ова сторија што ти нас не раскажа и многумина други, е снимани филмот? Снимање филмот Најдолгиот пат е добар филм, сето тоа, меѓутоа му фали еден повед. Тие што не се упатени во работава не знаат која е причината што така почнува филмот како што почнува. Требаше прв дел да има, па после да биде ова што е како втор дел би го нарекол Најдолгиот пат. Горе Балкан, горе Балкан, во горна Дебарца. Стари Дејан, свадеба прави, свадеба прави, со зверови. Хајде за друштво! Само од никаде с помош нема. Само Ѓурчине од Сватину. Само Ѓурчине од Сватину. И тој климе слезето чето, што му текна на Дејана, да се појде кај пишарот, кај пишарот, кај даскалот. Па има уште една црква Свети Рачи, која не е доволно истражена црква, има само едно мало обележје. Во близината Капешец имаме едно изворче, тоа е свето место Капешец, самиот збор, исто така не е истражено. Над овај рид горе има неолитска населба Трагиот, и таа не е истражена. Меѓутоа сега, во последно време на овај рид горе, ние го викаме на краста или Страишта го вика, се открие на тврдина, повеќе археолошки локалитети, не се само тврдините, ама треба некој да ги истражува. Овдека е кракот ви Игнација. Да, овдека врви кракот од Дебар, преку село Ботун, Лести, Лешани, Брежани, Илино, на времето Сидер Кастрион или Железнец, сега и кој води за Прибег и за Стоби. Кракот вие Игнација и што ја поврзува со Вардарска долина, го викаме Калдерман е овдека, а сум прошетал овака низ по широкиот регион и во Хисарска и секаде исто така патот се вика Калдерман. Овдека кога го правиме ова разговор, се наоѓа една нов христијански духовен храм. Името му е Свети Никола, подигната е на старите темели на изгорена црква од 1903, која потекувала од 15-16 веќе, на која наша претпоставка преди имаме најдено. Скоро е завршена пред некоја недела. Ајде, може би по случајност јас сум и проектантот и изведувачот на неја. Професија ми е град на цркви, 15 на досега. Градени уште 15 проектирани со други места. Во 1948 година во Злести живеат 701 жител, во 1953 година 721 жител, во 1961 година Злести бројало 680 жители, во 1971 година 550 жители, во 1981 година 504 жители, во 1991 година 361 жител, во 1994 година 333 жители, а во 2002 година, според последниот попис, 294 жители.
Во подалечното минато, мештаните од селото Злести учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период. Селото дало голем број на македонски револуционери. Исто така Злести не го избегнуваат воените действија, како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирани во разните војски било речиси сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту гробнината. Кога секој добре наменик ќе дојде во Злести и кога ќе прошета низ селските сокачиња и пациња покрај старата традиционална македонска царскиска архитектура, ќе се одушеви што старото одамна му остапило место на новата современна урбана архитектура, налик на она американската, како што знаат да кажат мештаните од селото Злести, на чиј современ градски живот можат да му позавидат и некои помали градски приградски населени места во Македонија. Кога дојдов тука, заедно со тебе во селове, кога пошетавме во сите сокаци и пациња, иако тие сокаци и паци одамна калдрмата ги покрила асфалтот, бе пријатни изненаден од, така да речам, тој етно музеј ти што го имаш. Која беше мотивацијата, кога го почна и зашто? Мотивацијата беше, имав многу стари предмети, наши семејни стари предмети, а имав и просторија, која беше слободна, голема просторија имам и уште една имам и така ја да уредам и викам додека седи така просторијава да ја уредам некако. Сега, да речам, една година повеќе работам на тоа, не е завршен тој проект, му треба уште време, средства и така натака. Меѓутоа имате овоќе доста сум собирал оваа година. Експонати, да. Да, експонати. Убаво е, гледам овде поминуваат туристи со разни возила, комбини, джипови. Може би еден ден ќе се најде за тоа да влезат, да видат животот порано, како би тие се интересираат повеќе од нас за нашите предмети, стари, кој предмет, зашто е и така натака. Мислам дека нашиот народ малку внимание сега посветува, да не речем ги прва предметите. Многу мене од овие предмети ми се подарени. Од селаниве, од други села, од мојава фамилија имам, некои сум ги купувал за мали пари, да речем, меѓутоа, ево ги ќе останат. Кога патувам по селата, кога правам разговори со безброј или имам направено разговори со безброј мои соселани, ретко да видам да моите соговорници да дојдат заедно со неговото семејство. Дали се гордиш што твојата черка веќе, ако ништо повеќе барем, доаѓа во твоето родно место? Да, таја дури иницијатор е за све ова што сум го обновил овдека. Нејзината љубов кон селово ме натера да работам, да обновувам, да го направам овој етно музеј е нејзина заслуга повеќе него моја. Моја е можеби финансиска, колку што можам да финансирам, а идејата да направиме нешто е нејзина, иначе таа е ликовен уметник, за своите години многу познат ликовен уметник, сега петтата самостојна изложба, зограф и така натака и така натака. Јас сум Славица Танеска, ликовен уметник. Сега во моментов студирам Ликовната академија во Скопје на ФЛУ. А оваа книга е започната уште како средношколка, додека бев во средното уметничко училиште, со цел да ја зачувам автентичната македонска архитектура, која што не постои никаде на друго место на светот, освен овде. Таа изобилува со ликовни вредности и поради тоа мислам дека заслужи внимание од уметниците
и затоа и мое внимание заслужи да ја направам оваа книга. Започнав со правење на цртежи низ селата и на крај сватив дека тие цртежи би требало да останат вечно да се меморираат во една книга. Бидејќи изложбите траат некоја недела и потоа се затвараат и на жалост не остануваат толку долго во сеќавање како што остануваат книгите. Овде имам опфатено куќи од 54 македонски села, кои што ги посетив заедно со мојот тим од архитектот Драги Танески и магистрот по географија Димитар Смилевски. Со нив заедно видовме многу луѓе во тие села, дознавме многу нивни легенди, што ни ги раскажаа настани од животот, се запознавме со нивната култура и поминавме многу убаво време и во текот на 2 години ја сработивме оваа книга. Јас сум потекло од Деберца, па затоа и уште мало имав прилика да ги видам тие села и да се запознам со таа култура. Меѓутоа сакав да прошетам поголем регион, па затоа ја опатив и Малесија, Копачка и други региони, каде што се запознав со културата, со начинот на животот. Навистина интересни места кои што мислам дека секој што е од овие краишти од Македонија би требало да ги посети за да научи од каде потекнува и кој е, затоа што ако не го знаеме минатото, не можеме да ја знаеме ни сегашноста, ни кои сме, ни што сме. Рековте дека сте поминали низ 50 села. Кој е најубавото? Тоа е најтешкото прашање за еден човек кој вака пробатувал. Можам да кажам дека навистина сите села ми оставија различен впечаток. Поготово материјалите на градба кои што се различни во секое село, во зависност од тоа што го имало во природата. Затоа што сите куќи се изградени од тамошните природни материјали. Па така некаде каде што имала земја црвеница, куќите се обоени во црвено и се автентични како во селото Брест на пример. Во други села каде што било камен, куќите се цели направени од камен, изгледаат богато, автентично. Навистина не можам да одвојам ниту едно село, можам да кажам дека навистина ние сме благословени што живееме во овој регион. Слана Деберца е стварно жива историја, кој што таа историја со милениуми оставува. Ајде една порака што треба да се стори, или пак дали е добро една порака до сите наши македонци каде да се наоѓаат тие, дали во градовите во Македонија, дали во Европа, Азија, Америка, Канада, Австралија, дали е добро да си дојдат дома во родните огништа, да ги отклучат оние стари катанци, затоа што да видат каде се родиле нивните предци, оти народот вели кај да одиш, кај да шеташ. Туѓината е туѓина јабана, ама побаво место родниот крај нема никаде. Нема. Порачувам сите што можат, што се во можност да дојдат да си ги обноват куќите, да поживеат овдека, макар и има дојдено вратени, се тука живеат во нашево село и од странство што работеле. Цело лето беше полно со луѓе од Скопје што живеат, јас толку градејќи ја сега црква секој ден бев присатен, па немам видено толку луѓе од Охрид нема што живеат дојдени из Лестовци, толку колку од Скопје што идат цело лето овде живеат и од странство се разбира. Тие постарите се вратени. Кога ти се радува повеќе душата, кога ќе дојдеш во твоето родно село или ќе одиш во урбани град Охрид? Живеам во Охрид, во Скопје, во Звести, ама кога ќе дојдам во Звести е како на вистинското место каменот да си го нашел лежиштето. На обетењето, како што бели народот му нема крај, морал да си одам од селото Звести, иако селаните ме поканија да им бидам гостин неколку дена, но ги оставам моите домајчини да си го празнуваат патрониот празник на селото и на манастирот Рождествов на Пресвета Богородица, со едно ветување кое им го дадов на моите пријатели од селото Звести, дека кога било друг пак да ме наведе патот во славна Деберца, пак ќе дојдам, пак да се видиме, само здравие Господ да им даде на сите злестанци, каде и да се наоѓаат тие, а се разбира и на сите нас.